Над 760.000 денари ќе вложи општина Кочани за градежните работи за дупчење под железничката пруга во близина на преминот кај Горни Подлог. Со тоа ќе се овозможи поставување канализациона цевка за отпадни води. Така, локалната самоуправа ќе ја исполни својата обврска да обезбеди услови за нормално функционирање на новиот производен капацитет за производство на цвеќиња, што како странска инвестиција го започна фирмата Антура од Холандија. Според градоначалникот Димитровски, не се работи за новонастаната обврска, туку таа била преземена уште при потпишувањето на договорот за странската инвестиција кај нас. Еден од условите кои што се предвидени во договорот со холандскиот инвеститор Антура, општината зема обврска да им направи приклучок на фекалната канализација и еден од главните проблеми е пробивањето под железничката пруга. Малку е подолгорочно, малку е поспецифично, меѓутоа очекуваме дека овој месец ќе се заврши. Согласност за изведување на градежните работи биле добиени од јавното претпријатие Македонски железници, а деновиве заврши и тендерот за избор на изведувач за дупчењето под железничката пруга. Предвидено е да се постави полиетиленска цевка во внатрешноста на претходно инсталирана метална цевка со должина од 16 метри. Според условите во тендерот, крајниот рок за дупчењето и инсталирањето на цевките е до почетокот на октомври, пошто ќе следува поврзување на капацитетот на Антура кон колекторскиот систем за отпадни води.